Пред себе сакал да му се заблагодарам на господинот Андреј Жерновски за брзото реагирање и навременото консултирање во однос на неколкуте забелешки што ги имавме. Имавме денеска навистина еден одличен состанок, каде што ги дадовме нашите забелешки, каде што дел од беа прифатени од нивна страна. Останува да го во целост да го разгледаме новиот предлог, да разгледаме новата предлог одлука во која би се изјасниле во утре преку ден. Меѓутоа од досегашните од досегашниот разговор и во однос на работите кои се промените, мислиме дека генерално работите ќе се сменат на подобро и дека овој закон ќе добие една добра дефиниција каде што ќе биде во корист на сите граѓани на општината Центар. Јас да се заблагодарам на Нима Мунди што веднаш остваривме состанок, да се заблагодарам што состанокот беше конструктивен и ние ќе треба тоа на дело да го докажеме утре, односно залутре, кога договоривме заедно со претседавачот и со советниците да на закажаната веќе седница ги извршиме потребните корекции. Овој состанок покажа дека најголемиот број на забелешки беа вештачки внесени во дебатата во јавноста како неосновани, но на што е проблематично, јас со задоволство ќе го поправам, односно советниците, затоа што ние сме упатени едни на други и треба да работиме заедно, се разбира. Кои беа забелешките на невладината? Забелешките се околу тоа што значи прецизно чување и каде може да се чуваат миленичињата, потоа околу објаснувањето што значи постојано лајање и така натаму. Ние тоа ќе го регулираме, дадовме еден предлог со инспекторатот кај нас, они ќе го разгледат кај нив во организацијата и потоа утре ќе го добиеме дефинитивниот предлог, со што потоа одаме на седница на совет и ќе го коригираме тоа што беше проблематично. Значи ќе биде дозволено чување, односно да разјасниме за граѓаните на Центар. Ние да го разгледаме и нивниот став, па ќе објасниме потоа на самата седница што ќе биде дефинитивно донесената одлука. Може да вашите забелешки? Па јас би сакал да остваруваме и во иднина вакви добри состаноци како овој денески, да разговараме за сите проблеми кои ќе настануваат и во иднина ако воопшто настануваат. Меѓутоа мислиме дека има добро расположение од страна на општината да ваквите проблеми заеднички ги надминуваме и мислам конкретно за овој проблем дека лесно ќе го надминеме во следните денови. Кои беа вашите забелешки? Па нашите забелешки конкретно беа во забраната за чување на кучиња што постојано лајат во приватни во домовите и за барање дозвола од станарите за чување на кучиња во сопствени домови. Тоа баравме да се малце модифицира и да станува збор за заеднички јавни простори, а не за сопствени домови на граѓаните, така што отприлика тука се некаде нашите недоразбирања. Во моментов добиваме последниве неколку дена многу реакции од граѓаните, особено од општина Аеродром, каде што кучињата се заловуваат масовно. Наводно во општината граѓаните доставиле петиција, 150 граѓани ја потпишале против бездомните кучиња. Ние велиме што е визави овие 20.000 граѓани кои што ние ги имаме како поддршка и кому кучињата бездомни не им пречат. Значи во на ниво на град Скопје треба да се спроведува програмата која што е изгласана од Советот на град Скопје, залови, стерилизира и врати на локација, и ние ја го поддржуваме градот Скопје во тоа, со тоа што сметаме дека ова е единствен можен начин со кој што ќе се реши бездомната популација. Се спротивната ова ништење на кучињата, испразнување на територијата, како што во случајов се постапува во општина Аеродром наводно по налог на градоначалникот, водејќи се од оваа смешна петиција потпишана од неколкумина граѓани. Не е решение. На тие испразнете територии ќе дојдат нови кучиња кои што не се проверени, не се вакцинирани, не се стерилизирани или кастрирани и повторно се вртите во круг. Ништо не сте решиле. Значи, ние апелираме до граѓаните да имаат трпение во оваа борба против бездомните, затоа што тоа нема мунди не сака кучиња да страдаат на улица. Меѓутоа, за оваа програма ова е процес кој што треба и кој што трае. И само ги молиме граѓаните да бидат трпеливи и да имаат однос кон овие бездомни животни. Има ли други проблеми во однос на бездомните животни? Освен тоа што треба да се делува едукативно на луѓето за еден хуман третман, затоа што и тие се жители на град Скопје, нема практично. Ние постојано го правиме тоа, постојано едукативно работиме на третманот на животните и ќе видиме до каде ќе стигнеме.